Точно така, Берово, Зегин Берово поседува доста добар квалитет, висок квалитет, благодарение на тренерот на Зегин Берово Јован Ковачовски. Од година во година веќе се издигнува квалитетот на едно повисоко ниво. Сведоци сме на освојување на медали од минатата недела и во U12 категорија, и во U19 категорија. Овие денови, вчера и денеска, исто така се повторија тие успеси на Зегин Берово, што се однесува до квалитетот на надпреварувањето. Јас сум како потпредседател сум задоволен од напредокот на децата воопшто во Република Македонија. Тоа пред се должи на континуирана работа во клубовите и помошта која што ја пружа Пингпонгарската федерација на Македонија на клубовите кои што работат со школи, односно кои негуваат младински школи во своите клубови. Тоа е и целта на федерацијата, секој клуб да поседува школа и од тие школи да изникнат идните репрезентативци на Република Македонија. На високо ниво, значи ние како Пингпонгарска федерација даваме понуди за организација на овие надпреварувања и Берово е во прв план во секој поглед за добивање на тие надпреварувања, како што ги доби овие први две надпреварувања. Еве сега сме во преговори да го добија и сениорскиот мастерс турнир кој треба да се одржи наредната недела, во недела, еден ден, и самото тоа кажува дека организацијата е на високо ниво. Федерацијата е премногу задоволна од ангажираноста и пред се од условите кои ги нуди Берово, така да се надевам дека во иднина таа соработка само ќе се продлабочува. Пингпонгарскиот клуб Зегин Берово исто постигна голем успех. Значи денес добивме 2 медали во женска конкуренција, еден сребрен медал и еден бронзен медал. Игравме финале во женска конкуренција, тесно го изгубивме, ние сме задоволни. Значи Берово во овие 10 дена организираше 4 вакви државни надпреварувања, ние собравме многу медали, многу пехари. Што друго можам да ви кажам, значи спонзорот Зегин исто пак денеска испадна многу фер према сите родители, према сите учесници и овде во ресторанот кај што сме се собрани, сите се соберени на вечера, има повикано музика, значи тој не сака никој да си оди по градовите без да биде нахранет. Продолжуваме, значи викендот продолжуваме во Крива Паланка, петок, сабота, недела има сениорско надпреварување кој можно е пак да се одржи во Берово. Берово има и U27 надпреварување земено, потоа во Берово има камп за млади репрезентативци, продолжуваме. Во план сме и да ангажираме и некој тренер, да го подигнеме уште повисоко нивото на нашите дечиња, така да продолжуваме напред. Во претходниот викенд добив прво место во 12 до 12 години и оваа недела добив пак прво место до 12 години. Пинг-понг малку е тешко кога започнеш, потоа ти станува лесно. Јас тренирам веќе 2,5 години и многу ми е интересно.